Prvo da kažem pravo da mene lično mi znači mnogo imate na Risto Šiško, sa koji sam ja imao ta sreća kako mlad akter da se družim sa njima, da pijeme zajedno, da konzumirаме тоа што го конзумираше он секогаш. И најсладки ни беа предавањата што ни ги одржуваше тој на нас младите актери тогаш, кои што секогаш не учеше како да бидеме своји. Јас направив и успеав да направам со Унковски таква представа која што говори токму за тоа, а тоа е Пер Гинт на Ипсен. Па после тоа јас, еве, како што спомнавте, од 2002 година сум редовен на овој фестивал, почнувајќи од Дневникот на лудиот, монодрамата, со која низ целиот свет ја играв. Па и со награди се вратив од таму, и тоа од многу значајни места. Меѓутоа тука ме заобиколија, нели? Втората представа беше Татко, една друга, многу занимлива, атрактивна, интересна представа, која што сите говореа тогаш дека е последниве 10 години во Македонија нема таква представа, меѓутоа тука пак ме заобиколи. Третата представа исто Војкување со Унковски, каде што покрај мене играше и колегата мој од Тиран, Андричим Джепај, кој што во улогата на доктор Асрав беше феноменална, може да се каже. Па последна представа беше Сократовата одбрана. Меѓутоа, како што реков на почетокот, никогаш не е доцна. Значи, јас не сум ги правил тие представи за да дојдам во Струмица да ја усвојам ова многу значајна представа, туку затоа што јас не можам без театар, не можам без сцена, како што не можеше и Шишков без сцена и без креации негови, пошто неговите креации уште ден денеска се паметат, нели, почнувајќи од Иванов, па од Кенгурски скок, па не знам да не ги набројувам сега. Така да јас направив и ќе настојувам да направам представи и пак ќе продолжам и ќе дојдам као гост да играм на овој фестивал, почно сигурно сум рекол дека во Струмица одам токму поради таа прекрасна публика која знаеше и знаела секогаш да ми аплаудира после моите представи, која што вечерва ми недостасуваше во саата, затоа што игравме во едно време без време, во 18 часот, меѓутоа приликата беше таква што моравме така за да бидеме дел на фестивалот. И драго ми е што на крајот на краиштата жири комисијата која што има меѓународен карактер, де се театарски волци од тука и од надвор, и драго ми е што еве станав и јас добитник на ова престижна награда Ристош. Рековте дека имате многу награди, меѓутоа претпоставам дека ова има посебно значење токму поради името на Шишко. Јас тоа цело време го зборувам. Јас ги имам сите овие и државни награди, као што е Октомвриската награда, Климент Орицки, 13 ноември. Имам и награда за најдобра, како што беше, во Киев за монодрамата, прва награда, прва актерска награда. Да не ги набројам, пошто има многу такви награди. Меѓутоа, стварно ова ми е важна и значајна, можда и поради тоа што не само јас, и другите ми имат речено од после кога сум се вратил во Скопје, како ме те заобиколуваат во Струмица. Јас сигурно сум кажал тоа, дека ќе дојде ден кога ќе бидам на тапет. И еве вечерва сум на тапет, и успеавме.